Прво треба да имаме капацитети за креирање политики кои што опфаќаат изработка на стратегии, планови, акциски, некакви аналитички извештаи, но исто така и закони. Значи, во овој дел капацитетите не се доволни и од тие причини во голема мерка националните стратегии и поважните закони се изработувани со средства од меѓународни фондови. Друга многу важна функција која што треба да се реализира е мониторингот и генерирањето на еколошка статистика, односно информации врз основа на кои треба да се носат сите важни одлуки во различните сфери. Меѓутоа, тука се соочуваме со несоодветен мониторинг, особено мониторинг на квалитетот на површинските води, речиси недостиг на мониторинг врз подземните води и недоволен мониторинг врз природата и биолошката разновидност. Исто така немаме мониторинг на квалитетот на почвата. Знаеме исто така дека почвата е извонредно важен ресурс. Сето тоа се случува затоа што немаме ни закон за квалитет на почва. Значи, оваа функција е исклучително важна и треба да се спроведува, меѓутоа, кога знаеме дека мониторингот не е совршен, тогаш не можеме и на соодветен начин да управуваме со квалитетот на животната средина. Третиот столб, односно третата функција е доделување на различни дозволи, согласности, решенија, одобренија. Тој управниот дел на институциите, односно на Министерството за животна средина, кој што во голема мерка функционира и има веќе востановено пракса.